време малку да го напуштиме ова студио. Ова утро со нас на линк е Ивана, која што се наоѓа секогаш на вистинското место, и тоа во вистинско време, затоа што за точно 1 час се отвора сајмот на креативни индустрии. Ивана, добро ти утро. Еве веќе порталите го најавуваат овој настан, но верувам дека од тебе и од твојата соговорничка ќе слушнеме многу повеќе за него. Повели. Така, Искра, добро утро до тебе, добро утро и до сите гледачи на нашата утринска програма. Ве поздравуваме од лабораториум, од каде што од токму за 1 час почнува или официјално се отвара сајмот на креативни индустрии, кој што ќе се одржува денеска и утре во Скопје, и тоа по 4-ти пат, затоа што се ќе има можност публиката да види овде на овој спој на креативци и сите оние кои што сакаат да создадат нешто иновативно. Ова утро ќе дознаеме од Елена Бојаджиева. Елена, ќе ви посакам добро и убаво утро. Денеска официјално отворање, односно за 1 час од сега, што ќе понуди 4-то издание на сајмот на креативни индустрии. Добро утро и од мене. Токму така годинава 4-то издание. Навистина сме многу возбудени, бидејќи акцентот го ставаме на иновацијата и навистина имаме иновативни проекти и голем дел од нив и ние не знаеме всушност како ќе изгледаат се до моментот додека не се постават. Моментално стоиме пред еден од експонатите, тој е еден escape room за играта Необичните приказни на Брајан Фишер. Тоа е првата македонска игра, всушност направена комплетно од македонско студио и титлувана на македонски јазик, така што тука децата ќе можат да решаваат голем број на загадки доколку дојдат. Имаме лаб маркет со повеќе од 20 изложувачи, имаме VR, имаме сензорни камери, имаме стрип, графики, терариуми, некои дрвени експонати, имаме голем број на училишта, го имаме ФЕИТ, Нова училиштето, Земјоделски факултет, средното школа Михајло Пупин, така што навистина има што да се види. Да, верувам дека вредно се работело од минатата година за оваа една година да се создадат нови иновативни решенија или иновативни работи. Оваа година именуваат и локацијата, односно за прв пат сајмот на креативни индустрии се одржува во лабораторија. Токму така. Па лабораториум постои скоро година дена и навистина е многу креативен простор и решивме да се пробаме тука годинава и мислам дека навистина не сгрешивме, затоа што паралелно со сајмот утре имаме и интернационален форум на креативни индустрии, каде што над 30 на професионалци од регионот, од Европа и од Обединетото кралство ќе бидат присутни да разговараат за различни културни и креативни политики на европско и светско ниво. Еден од панелите зборува токму за трансформација на стари згради во културни и креативни центри и мислам дека токму лабораториум тука најдобро се вклопува. Паралелно ќе чуеме како затворот во Котор е трансформиран во хаб, како се гради Лозионица центарот во Србија, како се изгради Базар центарот во Лил во Франција, така што навистина ги поканувам сите да не посетат. И двата настани се од отворен карактер и влезот е бесплатен. Да, говорници буквално од многу креативни места каде што нели се има нешто случајно на ова поле на кое што работи нели сајмот на креативни индустрии. Колку сте вие вели на 4-та година поред задоволни за тоа како се развива сајмот еве оваа година од кога почнавте нели од пред 4 години? Па, мислам дека е од организацијски аспект полесно, затоа што голем дел нештата ни се дефинирани претходно и со време започнуваме да работиме. Меѓутоа, од аспект на тоа што како содржина сакаме да понудиме, следиме во текот на цела година и сметаме дека тоа што заслужува да биде видено успеваме некога, или секогаш да го донесеме. Меѓутоа, ги охрабруваме и останатите мали бизниси, па и индивидуални артисти, креатори да се пријавуваат, затоа што ние сме сепак ограничен број на луѓе, некогаш можеби и не сме ги таргетирале, не сме ги мапирале, така што навистина верувам дека допринесуваме за развој на креативната економија генерално.
Да, сите се добродојдени, нема нели возрастно ограничување. Споменавте дека влезот е бесплатен. Во кој период еве ќе биде отворен сајмот денеска и утре? Денес можат да не посетат од 10 до 18 часот, утре од 10 до 16 часот и баш заради тоа избираме и работни денови, затоа што таргетни се пред се основните и средни школи, за да можат да не посетат после школските активности. Да, верувам дека многумина од учениците ќе се инспирираат нели пред се, затоа што има тука нели и млади луѓе кои што секако ќе бидат изложувачи, кои што имаат направено досега нешто креативно и иновативно. Да, така е, и они можат и да тестираат и да останат, понекогаш остануваат и по половина час на еден штанд, буквално како една игротека, да речеме, или креативен хаос, сакаме да го наречеме, така што имаат што да видат и што да искусат. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време. Ќе ве оставам сега нели да се спремите за официјалното отворање на сајмот на креативни индустрии. Ви благодарам и вас за поддршката. Да, искра, доколку немате прашања од студио, ќе ве поздравиме од лабораториум и ќе ве поканиме да бидете денеска овде од 10 до 18 часот или пак во текот на утрешниот ден да го посетите сајмот на креативни индустрии. Во текот на утрешниот ден сајмот ќе биде отворен од 10 до 16 часот. Ти благодарам многу, Ивана. Во секој случај интересно, мислам дека многу ќе се заинтересираат да го посетат овој саем. Разбирливо е што тука прекинувате, бидејќи треба се подготват за не цел час започнува саемот.